90% од младите сакаат да се иселат од државата, покажало неодамнешното истражување на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи. Корупцијата и сиромаштијата се главните причини поради барањето или одлуката на младите да купат билет во еден правец. За овој негативен тренд ќе разговарам со универзитетскиот професор и поранешен заменик министер за образование Петар Атанасов. Господин Атанасов, дали ова сигнал дека е вклучен алармот на перманентното заминување на младите? Јас ќе ве цитирам на почеток со една ваша констатација веднаш по заминувањето од Министерството за образование. Со ригидни промени во образованието нема да се случат никакви позитивни промени на долг рок. Образованието е систем кој се гради од долу, голем систем е, и ако невнимателно го градите, ќе добиете крива кула на крајот. Исто така е бавен процес, треба внимателно да се реорганизира, да се менува. Треба да го внесете образованието во циклус на перманентни мали промени. Затоа што секоја ригидна промена, секоја насилна промена, секоја промена која не е прифатена од луѓето внатре во образованието, секоја промена која е еднодимензионална на оваа политичка партија, на онаа политичка партија, промена за која нема согласност во општеството не може да успее. Само може да направи штета и дополнително да го оптовари и онака лошиот систем кој јас би го нарекол едно просечно образование кое не е далеко отидено овие 20 години. Зошто ни се случува ваква ерозија на системот, особено кај младите кои перспективата не ја гледаат дома, туку и напротив, надвор од границите на Северна Македонија? Затоа што веројатно во главите на младите луѓе нема мотивација, нема оптимизам и нема светлина дека они својата кариера, својот живот би го изградиле овде во ово општество во кој доминираат негативната селекција, во кој доминираат политичките партии и во кој доколку не сте член на некоја политичка партија, вие всушност сте осудени да живеете во некоја сива зона, без да најдете добро вработување, без да отидете напред некаде некаква кариера, без да промените работно место. Знаете, веќе се чувствуваат тие негативни процеси, веќе ги гледаме резултатите. Недостаток на филтри на квалитет во големите политички партии не доведе до овој момент кога всушност секој може да работи на секаква позиција, да не прави никаков квалитет, да назадуваат институциите, граѓаните, особено младите, да немаат никаква доверба во ова општество, особено во институциите, и генерално нашето општество се наоѓа во една многу лоша состојба, каде што не заминуваат младите, туку масовно бегаат од ово општество. Ние не најдовме модус да направиме промени во општеството, во државата, да возможиме процеси кои ќе носат и квалитет, но и ќе им дадат можност на младите да напредуваат и да најдат својата шанса во ова општество. Таква шанса не им понудивме. Дали ние ќе се соочиме со неопходноста од увоз на работна сила? Па има два процеси овде. Најдобрите, најквалитетните, најелитните луѓе кои сакаат многу повеќе да направат во нивните професии ќе заминуваат. Независно колкава е кризата или дали има мала или голема криза. Например, најдобрите експерти во Европа, во една Германија, во други држави заминуваат во Соединетите Американски држави за поголеми можности, за поголема плата, за да напредуваат и да отидат многу подалеку од она што го замислуваат. Вториот проблем е недостаток на основна работна сила што ви ги пополнува институциите, предпријатијата, работна сила која мора постојано да обезбеди обрт или функционирање на она што го имате во државата, во општеството. Веројатно ќе се случи, можеби не толку за 1-2 години, но за период од 5 до 10 години може да се случи да немаме основна работна сила, а веќе се жалат многу луѓе дека освен притисокот за вработување во јавната администрација, во државните институции, воопшто приватниот сектор се соочува со немање одзив или ако се даде конкурс за одредено работно место, речиси да не се јавуваат луѓе за да го пополнат тоа работно место. Ќе се соочиме, но во колкав обем и на кој начин тоа не може да се претпостави. Не ставајте пари во мантилот на лекарот. Напредокот кон Европската унија зависи колку успешно ќе се справите со корупцијата. Европската унија потроши милиони за владење на правото, но резултатите се разочувачки. Ова се дел од пораките на евроамбасадорот во Македонија, на германската амбасадорка, амбасадорката на Соединетите Американски држави, која
непон месец е во Скопје со помалку загрижувачки пораки ни испраќа речиси на секој 2 до 3 дена. Од именувањето, односно изборот на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал, до тоа дека се разочарани во битката против корупцијата. Ова прашање има два краја. На едниот крај е статус квото, она за што се застапуваат политичко-етничките елити во државата, на кои не им треба промени затоа што убаво живеат, убаво се позиционирани, го имаат освоено просторот, ресурсите, и овие политички елити не сакаат промени и они веројатно многу полесно си ги завршуваат своите барања или потреби во однос на институциите, во однос на она што едно семејство или индивидуа побарува од институциите. На другата страна имаме народот, граѓаните, обичните луѓе, кои доколку сакаат било што да добијат, да решат, да побараат од некоја институција, се приморани или мислат дека најлесно може да го направат тоа доколку понудат мито на некого, некому, на некој шеф, на некој директор, на некоја личност од некоја институција. И страшно е ова да се слуша постојано, но овој процес како да се зголемува и се поголем станува. Вие не можете да живеете нормално ако не познавате луѓе, ако не дадете мито и ако побарате било што од било која институција, затоа што послушноста и лојалноста спрема политичките партии, оние кои ни ги креираат нашите работни позиции, преку кои доаѓаат сите овие луѓе што ги водат институциите, е бескрајна. Значи, народот е соочен со нефункционирање на системот, со недоврба воопшто, се што постои во државата, особено судството. Паднато е општествениот престиж и позиција на образованието. Гледаме дека приватизацијата во здравството во однос на онаа криза што ја поминавме, ако немате пари, немате здравје. И се наоѓаме во една општествена ситуација кога не знаете кого да обвините и не знаете од кога почнал проблемот. Причините за тоа се многу страни, многу струки. Нам, странците или луѓето од надвор, независно од кое ниво доаѓаат, нема да ни ги решат општествените проблеми. Да, ние сме членка на НАТО, да, ние влегуваме во некој процес во кој треба да се нивелираме во однос на тие институционални позиции на тој Брисел и на сите што се во тој клуб. Но внатрешните односи, внатрешните собитија помеѓу заедниците, помеѓу градовите, помеѓу луѓето, ние имаме, како последна констатација од ова прашање, имаме голем социјален јаз, кој е последица на една голема општествена криза, која постојано создава нови проблеми. Овде веќе не е хумано да се живее. И не само младите, веќе цели семејства се иселуваат, и македонци, и албанци, а се друго еродира. На крајот, ова е недела во која обичниот граѓанин е заложник, веројатно, на политичките и партиски суети, на надбунтрувања во кој сака и како сака ги затвара улиците, го блокира центарот на метрополата. Дали ние граѓаните сме заложници на одредени политички бизнис мокници? Ова е во контекст на она што ни се случува со автобускиот превоз, со спрегата меѓу градоначалничката Арсовска, лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Ова е прашање кое навистина бара добра елаборација. Ние имаме од страна на, погледнато од страна на државата, имаме заробена држава од две мокни политички партии кои се менуваат на власт, прават циклично избори, но не ги менуваат на подобро состојбите во... Се уште не сме излезени од квалификацијата на заробена држава, уште од времето на Груевски? Напротив, сега имаме и заробено општество, кога овие игри или политичко непријателство помеѓу двете мокни политички партии, а тоа се СДСМ и ВМРО ДПМН, се рефлектираат и на локално ниво, и на централно ниво, и на ниво на набавка на некакви, не знам, големи ресурси, на големи проекти кои чинат стотици милиони евра. Но непријателството, ако можам така тоа да го именувам, меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН не чини многу и како држава и како општество. Граѓаните се немокни да променат нешто. Правото на штрајк и на протест е загарантирано со устав, тука не може да се спори, но начинот на кој се решаваат проблемите или начинот на кој ги комплицираат проблемите овие две мокни политички партии, навистина не води во никакви излезни решенија. И тука е секако и ДУИ,
како партија која 20 години учествува во власта, но која некако се наоѓа во сенка на оваа битка меѓу идеолошка битка, политичка битка меѓу овие две партии и имаме еден конгломерат или комплекс на големи политички партии кои се грижат за лични интереси, за партиски интереси, за цицање на ресурси од државата. Видовме институционално како е поставено во последниве 2-3 недели правосудството и каква е битка за партиски интереси да се стави свој човек некаде. Но граѓаните се навистина немокни да се спротивстават на една ваква поставеност. Мислам дека полека доаѓа времето кога или граѓаните ќе се освестат, или ќе почнат некако да размислуваат со своја глава и да поддржуваат политички сили или опции кои навистина сакаат промени во ова општество, или понатаму ќе тонеме во квалификативот и за робена држава, за робено општество, но пред се бескрајни игри меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, кои мислам дека во овој момент не се гледа нивниот крај, а резултатот се гледа. Ви благодарам за изојното време и гостувањето во Трилинг. Ви благодарам.